Во Македонскиот историски корпус на значајни настани процеси, Македонската револуционерна организација МРО има посебно место. Таа представува повисока етапа во развојот на народно-слободителната борба на македонскиот народ од крајот на 19. век. Незината појава во споменатиот период била логична последица на конкретните општествено-економски и геополитички услови во османлиската држава. Таа представувала држава во држава, како што ја карактеризираат понекогаш, фактор што представува една цела етапа во македонскиот историски развиток, и тоа многу значајна. Со МРО отпочнал процес на организирање на слободителното дело со чисто внатрешен македонски карактер. Нејзини базични одредници биле зачувување на територијалната целост на Македонија во рамките на османлиската држава, издружениот отпор на народот, кого го мотивирале подлабоки, пореални и поблиски до неговиот живот и неговата положба причини, одошто некакви патриотски одвлечени илузии. На оваа основа Даме Груев, Петар Попарсов, Иван Хаджиниколов, Христо Татарчев, Христо Батанџиев и Андон Димитров на 23. октомври, според стариот стил, 1893 година, во Солун ги ставиле темелите на МРО, најзначајниот субјект во ослободителните стремежи на македонскиот народ од 1893 до 1908 година. Основоположниците биле единствени дека организацијата требала да биде тајна и револуционерна, внатрешна, самостојна во дејствувањето и со политичка девиза «Автономија на Македонија». Централниот комитет ја насочил својата работа најпрвин кон тесен круг луѓе од интелигенцијата, учителите и свештениците, но и од граѓанството, како и од учениците од Солунската гимназија. Во почетокот како мобилизаторска постапка било земено незадоволството на македонското население од екзархиската централистичка политика во црковно-училишниот живот. Сумирајќи ги резултатите од првата година на дејствување на организацијата, Иван Хаджиниколов во своите спомени запишал: Општо може да се каже дека уште во 1894 година ние имавме јатки и кружоци речиси во сите градови на Македонија. Постепено се зголемувал бројот на новите членови, меѓу кои биле Пере Тошев, Ѓорче Петров и Гоце Делчев, на кои дури и повеќе од што на некои од иницијаторите им прилега епитетот основоположници. Гоце Делчев веднаш укажал на потребата од организирање на народните маси во македонските села. Тој ја надминал до тогашната практика на поединечно зачленување на луѓето од градските средини и постојано се движел во агитација и организација меѓу селанството. Преку неговата непосредна дејност, среде селската средина бргу никнале нови револуционерни центри. Во врска со развојот на Македонската револуционерна организација, која е основана во 1893 година и која ќе има солидна база која ќе ја создаде особено во мрежата, вмрежувањето на народот. Многу е карактеристична оценката на еден од војводите, Никола Петров Русински, кој што навистина е прилично образован човек со погледи на социјализмот и идеологиите кои што во тој период се многу актуелни или авангардни. Подпирајќи се на своето образование и познавањето на теренот, интересна е неговата констатација дека борбата на македонските револуционери во конкретниот период многу се разликува од оние кои што ги имале бугарските, грчките и српските револуционери. Пред се има во предвид дека во развојот на овие револуционерни движења покрај учеството на народот беше голема помошта од надвор, односно од големите сили, од Русија, од Франција, Велика Британија. Така што во развојот на Македонската револуционерна организација тој предупредува да се внимава на политиките и на големите сили, но и политиките на веќе постоечките балкански држави, кои што под менторство на големите развиваат исто така еден сериозен и непријатен империализам во однос на Македонија. Од тука неговата поука е што повеќе да се втемелува организацијата меѓу народот
каде што навистина македонската содржина е најмногу присутна таму и секогаш да се внимава не само на внатрешниот непријател, кој што во тој период за револуционерите била османлиската власт, туку и да се внимава на политиките и на големите сили и на политиките на балканските сили, кои што во ниту еден момент немале намера да ја поддржат борбата на македонската револуционерна организација. Во конкретното време, тајната македонска одринска револуционерна организација ТМОРО се дефинира како револуционерно движење со декларирани општествени одговорности и ослободителна платформа. Внатрешната структура на движењето ја чинеле субјекти со различна социјално-политичка и идеолошка насоченост, сплотени под ослободителната платформа против нефункционалниот систем на власт за автономија на Македонија. Автономијата била прифатена како привремено решение, етапа кон постигнување на долгорочната крајна цел – самостојна држава, по угледувањето на соседните слободни народи со своји самостојни држави. Тоа се наложило од внатрешни и надворешно политички причини. Водството на организацијата, македонските револуционери и интелектуалци, се сообразиле со реалностите, степенот на развитокот на слободарската свест кај народот, свеста за посебните и заедничките општи интереси, за можноста да се влие заменување на сопствената положба во османлиската држава, немањето верба во сопствените сили за борба за ослободување и државност. Но не само тоа, и меѓу основачите, како и подоцна во раководството на организацијата, имало различни гледања за македонското етнонационално прашање, што не било случај со македонското политичко државно прашање. За тоа влијаеле и надворешните фактори. Пропагандите од балканските држави, кои го делеле народот, наметнувале туѓа народносна свест со најразлични средства и советување за ослободување од едната, односно другата балканска држава. Македонија се наоѓала и во крајно неповолна надворешно политичка ситуација. Европските големи сили биле единствени за незино задржување под власта на османлиската држава, за да се зачува постоечката состојба, односно статус-квото на Балканот. При таква внатрешна и надворешно политичка ситуација и непријателско соседско окружување, револуционерната организација не можела да се организира и да действува за остварување на строго поставена национална револуционерна програма за оружена борба за ослободување. Крајниот успех или неуспех зависел од признавање на легалноста од моќниот европски фактор, големите сили, кои во секој случај одлучувале за судбината на малите народи на Балканот. Затоа за легалност на ослободителната оружена борба, организацијата не се повикувала на природното право на народот на слобода и самостојна државност, туку на одредбите од Берлинскиот договор од 1878 година, член 23, како единствен начин да се влие за промена на односот на европските големи сили, а со тоа и остварување на проектираниот статус на Македонија. Во револуционерната политичка програма за создавање автономна држава Македонија, усвоена при основањето на организацијата, вградена во Уставот од 1894 година и доградена со новиот Устав од 1896 година, било зацртано да се остварува изградување народно единство, сплотување во една целина, член 1 од Уставот, со придобивање, организирање и обединување на сите незадоволни елементи во борбата за ослободување на земјата и врз таа основа да се врши хомогенизирање. Така организирана, револуционерната организација се изградувала и прераснала во моќно сенародно ослободително движење со девизата Македонија на македонците. Тоа влијаело на јакнење на сознанието на македонското население, поделено со припадноста на различни цркви, Грчката цариградска патријаршија, односно на Бугарската екзархија, за посебноста на интересите и потребата од организирана заштита од жестокиот терор на султанскиот апсолутистички режим и муслиманскиот фанатизам. Зошто еден дел ја прифати организацијата, зошто еден дел од немакедонското население покажуваше целосна индиферентност кон организацијата, а пак трет дел покажуваше отворено непријателство кон неа, мора од една страна да ја имаме предвид етничката мапа на Османлиска Македонија, а од друга страна османлискиот милет систем. На оваа територија, освен македонци, живеат турци, албанци, власи, евреи, роми и грци, кои што сите заедно не беа во мал број.
Од друга страна, во Османлиската империја народите беа делени според нивната конфесионална припадност, а не според нивната етничка припадност. Од тука припадноста кон црквата значеше истовремено и етничка припадност, така да кажеме. Со оглед на тоа што во Османлиската империја немаше македонска црква и македонски институции, македонското население, како впрочем и другото христијанско население, беше делено според црквата на која што и припаѓа. До 1870 година сите христијани и припаѓа на Цариградската патриаршија, која што особено по создавањето на грчката држава доби еден грчки колорит и стана предводник на грчката национална политика кон Македонија. Во 1870 година со формирањето на бугарската екзархија, дел од македонското население, пред се поради поблискиот бугарски јазик во споредба со грчкиот јазик, ја прифати бугарската екзархија. Токму основачите на Македонската револуционерна организација и првите нејзини членови од црковен аспект припаѓа кон екзархијата. Значи во тој контекст борбата на македонскиот народ се води против во исто време кога се води таа изградба на македонскиот национален идентитет, тој се студира со ривалските пропаганди, со ривалските национални идеи на соседните народи и на соседните држави. Во оној момент кога во Македонија започнале тие идеи за создавање на нација, на национални изградба на свест за посебност во однос на другите народи, веќе другите соседните народи имале изградено некоја во напредна фаза на својата национална изградба. И не само тоа, туку тие и нивните држави веќе имале претензии спрема територијата на Македонија и спрема македонскиот народ. Со тоа значи почнува поделбата на територијата, со тоа започнува поделбата на народот. И од каде по мене потекнува прашањето што си грк, бугарин или србин. Затоа што секој град, секој село подпаднало, да кажеме, некој под екзархијата, некој под патриаршијата. Луѓето во тоа време се уште биле цврсто врзани за црквата, религијата, верата и нормално тие што влегувале во екзархиските цркви ги нарекувале вие сте екзархисти, патриаршисти, потоа србомани и така натаму. Меѓутоа со уставот од 1897 година, подготвен од Гоце Делчев и Ѓорче Петров, широко беа отворени вратите и за останатите народи во Македонија, односно сите оние незадоволни елементи кои што можеа веќе да и се приклучат на македонската организација. Делчев, уште со влегувањето во организацијата, есента 1894 година, внесол радикални промени во дејствувањето и изградувањето на организацијата. Верба во народот, негово масовно организирање. Само така можеле да се надминат поделбите, да се создаде и зацврсти единството за успех на ослободителното дело. Тоа било вградено и во Уставот од 1896 година, како уставна обврска за дејствување на организацијата, односно во членот 3, во кој стои дека за постигнување на целта, организацијата се бори за отстранување на шовинистичките пропаганди и националните расправии, кои го цепат и омалодушуваат населението во неговата борба против општиот непријател. Единство што се градело со воспоставувањето и јакнењето на структурирани органи и вооружени сили на организацијата со моќ да заштитува. Народот, кој се почувствувал заштитен, незината власт ја признавал, ја прифаќал како своја народна револуционерна власт. Револуционерната организација во предилинденскиот период, со трансформирањето во тајна држава во државата, со градењето на единство на народот, со борба за автономна држава Македонија, ја јакнала свеста за посебноста, за македонската посебност, а со тоа најнепосредно влијаела врз развивањето на македонската нација. Но не претендирала да се постигне до завршувањето на борбата за ослободување на земјата. Останувало по ослободувањето во слободна Македонија, македонската држава преку незините институции да го доврши формирањето на македонската нација. Со тој и таков однос не се согласувал Крсте Петков Мисирков и самиот учесник во македонското ослободително движење, кој од организацијата очекувал да спроведува целосна национална државотворна програма, без одлагање, без сообразувања и компромиси. Раководителите на организацијата, вели тој, може би си мислат дека прашањето за народноста на македонците е второстепено прашање и лесно ќе се разјасни со ослободувањето на Македонија.
Народот верувал во својата организација, ја следел и под незино водство востанал, масовно како еден, да се бори за отстранување на власта на османлиската држава и создавање своја самостојна држава Македонија. Просто немаше крај во Македонија каде што организацијата не беше структурирана и таа извршуваше функции на власт. Таа ги решаваше проблемите, таа ги заштитуваше со своите чети населението. Дури до фаза имаше кога во одреден период дури муслиманите во споровите со македонците се судеа кај револуционерните судови. И сега во една таква констелација се подготви терен. Имаше две стратегии кај нашето движење. Едната го целата стратегија, дека вака понатаму треба да се изградува организацијата и таа да го обединуваат народот, да функционира, да почувствува, и како што е почувствувала силата, моќта на организацијата, населението, дури некои дипломати, па и бугарски трговски агенти или агентите во Македонија тврдат дека сега, пред Илинденското востание, дека народот, населението повеќе верува во силата на организацијата отколку во државата, османлиска држава. Значи, тоа требаше да биде постојано со активно дејствување на мобилните сили, да се истрошуваат силите на организацијата, да се дезорганизира османлиска држава и на тој начин да се создаде една состојба во Македонија која ќе ги присили големите сили да интервенираат во Македонија и да ја присили османлиска држава да даде автономија на бунтовната провинција. Другата стратегија која што повеќе беше наметнувана од оние, така да речеме, другиот фактор во македонско движење или надворешниот условно врховистите или врховистичката организација во Македонија, беше да се издейства што побрзо масовно ослободително востание, на тој начин да се предизвика сериозна криза и кога ќе се предизвика таква криза да интервенира големите или да интервенира и Бугарија да се замеша во војната или да интервенираат големите сили и на тој начин да се решава македонското прашање. Иван Хаджи Николов, еден од основачите на организацијата, запишал: "Цела Македонија, како еден човек со трогнувачка еднодушност тргна по нас. Ни ја даде сета своја поддршка и својата морална верба. За време на Илинденското востание, на слободната и на целата територија контролирана од востаничките оружени сили, народот се здобил, иако за кусо време, со толку посакуваната целосна слобода. На дело согледал дека може самостојно да се бори и избори во поповолни околности за свое ослободување и своја држава. Воениот пораз не го поколебал во неговата решеност за остварување на илинденскиот идеал. Револуционерната организација и Илинденската револуција вградиле трајна историска свест кај македонскиот народ за себе, за своето самопостоење, за својата иднина како народ способен да се избори за своето ослободување и да се вброи во редот на слободните државотворни народи. Била поставена цврстата основа на македонската нација. Во исто време, со дејствувањето на револуционерната организација за развивање на слободарскиот дух и јакнење на народносната свест за посебноста на Македонија, дејствувале и придонесувале и организираните македонски групи, друштва и организации надвор од земјата, како дел од целината на македонското ослободително движење. Македонските револуционери социјалисти во својата програма од 1895 година објавиле дека ослободувањето на Македонија е дело на самите македонци. Затоа било потребно народот да се подготвува со систематска пропаганда за самостојна борба за ослободување на Македонија, со крајна цел самостојна држава со демократско внатрешно уредување, независна Македонска република. Ако ние македонците сакаме да се спасиме од беззаконијата што ги врши турската власт врз нас, засега треба да бараме политичка автономија. За да може да се поддржува борбата, Македонија треба да се ослободи од шовинистичките пропаганди што денес го задушуваат важното прашање – политичкото ослободување. Ке имала решавачко влијание и за демократизирање на балканските држави, отворање на процес за зближување и сојузување во Балканска федерација.
Македонските револуционери социјалисти во мај 1896 година на јавна манифестација развиориле македонско црвено знаме од најубава црвена коприна со срма од најчисто злато, со пароли на едната страна «Ослободувањето на Македонија е дело на македонците», а од другата страна «Македонија е на македонците». И нивниот весник «Политичка слобода» пишувал дека политичката слобода на секој народ е првиот услов за натамошен развиток, народот да оди по стапките на цивилизацијата и прогресот. За слободата можел и морал самиот да се избори и да ја чува. За да се постигне единство, повикувале на ослободување од шовинистичките пропаганди и на единствена борба за остварување политичка автономија за почеток, со крајна цел создавање самостојна држава Македонија. Убедени автономисти, ние сакаме Македонија на македонците. Во 1900 година апелирале до балканските држави да ги согледаат реално своите интереси и самите да работат на создавање државна заедница на суверени држави, Балканска конфедерација, со самостојна држава Македонија, во која секоја од нив ќе ја зачува својата сувереност. Во спротивен случај, ризикувале да станат една против друга, меѓусебно да војуваат за тоа која што и колку ќе заграби и така да се уништуваат. Единствена спасоносна солуција била Балканската конфедерација. Македонија, со својата местоположба, била и останувала да биде центарот на идната Балканска конфедерација. По согледувањето дека балканските држави продолжувале уште поагресивно со пропагандното дејствување и претензиите кон Македонија, се определиле за активно револуционерно дејствување и единство со револуционерната организација во борбата за ослободување и создавање автономна македонска држава. Во 1900 година, македонските револуционери социјалисти влегле во организацијата, занзеле позиции во Битолскиот револуционерен округ и одиграле важна улога во уредувањето и карактерот на народната власт во ослободеното Крушево, што влијаело и на останатата слободна територија за време на Илинденското востание. Едно национално движење може да биде успешно доколку постои хомогеност на целите, доколку сите негови носители работат на остварување на единствена цел. Меѓутоа, како последица на околните национализми, македонското национално движење се подвојува, се поставуваат различни цели за приближување кон една или кон друга држава, цели за тоа каква ќе биде иднината на македонската држава, дали таа треба да биде автономија во рамките на Османлинската империја, дали треба да се приклучи кон Бугарија, да биде самостојна или да биде дел на Бугарска федерација. Сите тие размисли направиле расцеп, внатрешен конфликт кој одигрува многу негативна улога во текот на македонското национално движење. Се појавиле и реалистички гледања, дека во догледно време на Балканот не можело да се очекуваат посакуваните радикални внатрешни промени во балканските држави и во нивните меѓусебни односи, посебно во однос на нивната агресивна хегемонистичка политика кон Македонија. Затоа предстоело продолжување на самостојната оружена борба за создавање на самостојна држава Македонија. Револуционерот и теоретичар на македонското ослободително движење во 1900 година пишувал: "Убавата идеја за Балканска федерација, односно конфедерација, во едно незрело време како сегашново, одвај да ги има сите потребни услови за своето реализирање, иако е најживо способна, најразумна. Затоа, единственото решение за македонското прашање било слободна Македонија, одделна, независна од никого, целосно самостојна држава." Македонскиот револуционерен комитетски сојуз, кој што се пројавил во годините од 1899 до 1901, повикувал на борба за остварување на посебните интереси на Македонија, но бил категорично против автономијата, а за создавање на самостојна суверена држава Македонија, чија сувереност ќе се заснова на сувереноста на народот. Обединет, ослободен со револуционерна борба во своите природни граници,
македонскиот народ ќе можел да ги посвети сите своји грижи исклучиво на внатрешното уредување на државата и на својот развиток. И не само тоа, самостојната и независна држава Македонија со своето демократско-републиканско уредување, откако ќе ги отстранела неслогите меѓу балканските државички, ќе повлијаела да се создаде почва за Балканска конфедерација. Во тие државни рамки се обезбедувал слободен, мирен, прогресивен развиток не на државите, туку на народите на Балканскиот полуостров. Во 1902 година, македонските интелектуалци во Белград, групирани околу весникот Балкански гласник, на неговите страници ја афирмирале посебноста на македонскиот народ, на неговите интереси и стремежи и посебноста на македонскиот јазик. Од таа позиција се обраќале кон народот и сите македонци со повик на борба за ослободување и создавање на самостојна држава Македонија, дело на сите македонци. Во обраќањето кон соседите им предочувале дека македонскиот народ од нив очекувал само помош да се ослободи, а самиот да одредува својата иднина. Тие да се откажат од претензиите, да го запрат действувањето на своите пропаганди за делење на народот, да ја признаат неговата посебност и посебноста на јазикот, словено-македонскиот дијалект, да се застапат на Македонија да й се даде автономија. Автономна Македонија, разбрана како самостојна држава, ќе послужила како врска за нивно обединување и неутрална Балканска федерација, составена од Србија, Бугарија, Црнагора и Македонија, а може би и во верска алијанса. Според тоа од Македонија, од решавањето на македонското прашање, зависело дали тие држави ќе оделе кон пријателство и сојузување или кон непријателство. Во поддршка и материјално помагање на револуционерната организација сооружена борба да се избори за создавање автономна држава Македонија и афирмирањето на македонската национална посебност, активна дејност развиле тајните македонски кружоци во Русија, организирани во Сојуз во 1902 година, раководен од Централно биро со седиште во Петроград. Посебно вредна за развивањето на македонската национална свест и за афирмирањето на македонската национална посебност и во пошироката јавност, била дејноста на легалното македонско научно-литературно другарство во Петроград, основано пред крајот на 1902 година. Друштвото со својата национална политичка програма и Крсте Мисирков, посебно со капиталното дело за македонските работи, дали историски придонес во втемелувањето на македонската нација. Петроградското друштво во објавениот меморандум од 12 ноември 1902 година повикувало за поддршка на борбата на македонскиот народ за слобода, за создавање самостојна македонска национална држава во незините географски и етнички граници, гарантирана од европските големи сили и самостојна македонска црква. На 29 декември 1902 година друштвото ги прецизирало границите на македонската држава како што следува. На север границата на Српското кралство и Шарпланина, на запад реката Дрим, планината Пинд, планината Грамос, на југ реката Бистрица и Беломоре, на исток реката Места. Мисирков бил активен учесник во ослободителното движење, како и повеќемина други членови на тајните кружоци кои се вратиле во Македонија и учествувале во Илинденското востание. Тој тргнал од стојалиштето дека нацијата е категорија на модерноста. Го прифатил ставот кој доминира во социологијата дека нацијата може да настане со приближување, придружување на групи со иста култура, меѓутоа и со процес на цепење, го бранел она што било полемика на неговото време, зошто посебен македонски идентитет, ако може Македонија да се придружи кон некоја од соседните држави, со многу јасни аргументи, добри аргументи, зошто македонците треба да ја земат судбината во своите раце. Она исто така што треба да се истакне во неговите размислувања за нацијата и конкретно за македонската нација, е неговата идеја е дека кога се конституира нација, потребно е таа да има
некој символ кој што е јасно препознатлив и тој символ тој го нашол во јазикот. И оттаму неговото настојување за стандардизација на посебен македонски јазик, неговиот доказ дека е можна таквата стандардизација, која што е покажал во текстовите од предавањата што ги одржал во Петербург, содржани во делото за македонските работи. Со народниот подвиг што го направи Македонската револуционерна организација во Илинденското востание, започна двојната линија во развитокот на борбата за македонска нација и држава. Во нерамната борба во ова востание, народот умираше со македонското име и ги испеа најубавите песни за подвигот на војводите и востаниците. Иако востанието претрпе неуспех, тоа обележа цела една епоха во нашата историја. Независно од покажаните програмски слабости, што предизвикаа пренебрегнување на основните прашања за националниот ентитет, македонската нација, македонскиот јазик и националната црква, па тоа застана само врз политичката платформа за автономија. Останаа само изјавите на Борис Сарафов за македонската нација и македонскиот јазик како посебни и различни од бугарската и српската нација и јазик. Таа слабост на Македонската револуционерна организација до Илинденското востание, како ТМОРО, продолжи по Рилскиот конгрес 1905-1908 како ВМРО и особено подоцна по 1919 како ВМРО. Тоа се одрази како на внатрешен, така и на меѓународен план и доведе до Букурешката поделба на земјата во 1913 и до незината меѓународна потврда на Версајската конференција во 1919 година. Но истовремено треба да се нагласи дека токму со востанието најманифестно се афирмира македонското име и политичката државносна идеја. Уште во 1903 година Крсте Петков Мисирков во својата книга за македонските работи највисоко го оцени народниот подвиг на македонците во Илинденското востание, кога револуционерната организација навистина стана држава во турската држава, но реагираше и против манифестациите на националните тенденции, обиди и пројави. Примерите со Мисирков и Димитрија Чуповски, како и постапките кон членовите на штотуку формираното Македонско научно-литературно друштво во Софија, декември 1903, се мощни илустративни. Македонскиот национален сепаратизам беше прогласен за опасен противник на ангажираните екзархиски приврзаници. Затоа веднаш по излегувањето од печат на книгата за македонските работи во Софија, кога беше најавено дека кон новото движење биле готови да се приклучат и некои од лидерите на организацијата, Крсте Мисирков беше жестоко физички нападнат и мораше со ново бегство во Русија да си ја спасува главата, а членовите на новооснованото друштво во една декемвриска ноќ се најдоа во полицискиот затвор. 2 години подоцна, кога председателот на Македонското научно-литературно другарство Димитрија Чуповски дојде од Петербург во Македонија и 3 месеци работеше за отворање училишта на македонски јазик, одвај си ја спаси главата во сопствената татковина од пиштолот на велешкиот војвода. Но независно од официјалните акти на организацијата и од мислењата и желбите на некои од домородните и туѓите незини водачи, народот токму во Илинденското востание до највисок степен ја вивна масовната македонска политичка свест за слобода и своја држава. Со сопствената крв, самиот народ го создаде илинденскиот мит и како што рече подоцна Вапцаров, во него влеа своја содржина. Затоа и во текот на сиве овие 100 години, овој мит се повеќе зрееше, се прочистуваше, се пресоздаваше, се преосмислуваше и растеше, па стана најсветла традиција и меѓеник во нашата нова историја. Илинденското востание, како што вели Мисирков, навистина направи епоха во македонската историја. За него се испеа најубавите песни од народот, за разните војводи и четници, за подвизите во востанието, за жртвите и трагедијата, но и за восхитот од очекуваната слобода. Таму се создаде власт, народна власт, револуционерна власт. Народот е почувствува да што значи слобода, особено во Крушево, нели така, кај се создаде, така да речеме, една местна револуционерна власт, која што имаше со една многу модерна, современо уредување.
заради се разбира составите во Македонија такви како што се. И во овајте констелација како што е, дојде до израз дека македонскиот се афирмира со особеност, со големото херойство што го покажува македонските војводи и борци, за да се жртвуваат за делото. И тоа толку силно влијаеше ке македонскиот народ, да тој веќе сега беше решен за секакви жртви да се бори, да се избори за својата слобода. Според Уставот на Македонската револуционерна организација, изработен во 1897 година, а предвиден уште на Солунскиот конгрес во 1896 година, членот 1 од овој устав предвидува вратите на организацијата да бидат широко отворени за сите незадоволни елементи во Македонија, без разлика на нивната етничка и конфесионална припадност. И токму тогаш се покажа во Линденското востание. Недоволно вооружје, со примитивно вооружје, со најелементарни средства, масовно се бореше во востанието. И на тој начин кај него се создаде убедување дека не е точно дека не може. Тој има сили и ќе, ако не, како се вика во овој фаза, во следната фаза ќе може да се избори за својата слобода и создавање своја држава. И на тој начин, еве, така се градеше тоа свест, тоа чувство и за посебните интереси, економски, социјални и така натаму, кај населението земјоделско, прашањето на земјата и така натаму, но истовремено чувството за припадност кон Македонија, дури рекоме и на народностите, како што беа, ете, посебно власите, и на тој начин веќе се направи историски пресврт во свеста на македонскиот народ. Веќе назад немаше враќање.